Сакал да напоменам дека фестивалот, како и секоја година традиционално, започнува ова година на 24 септември. Отварањето е за во среда со представата Господја министерка од театар од Велес. Ова година сакам да заблагодарам најпрви на советот на фестивалот, со кој заедно селектиравме 10 театарски представи. 11-та ќе биде традиционално кумановската, која ќе се игра веднаш после премиерата, идниот ден. Сакам да ги кажам представите, значи како што реков на 24 септември отварањето е со представата Господја министерка Јовна Хаџикостадинов Чинот Велес. Потоа ни гостува Народен театар од Битола со Рибарски караници на 25 септември. 26 септември Бог на колежот, Македонски народен театар. 27 септември да живее Долна Дупка, театар Комедија. 29 септември едно предавање, театар од Прешево, Република Србија. 30 септември на Трак, Књажевачко-српски театар од Крагуевац, од Србија. Грабеж на дијамантот, тука е албанска драма при театар Куманово на 1 октомври. Потоа петок 13 Антон Панов, театар Струмица на 2 октомври. 3 октомври Народно позориште Пирот, покондирана Тиква. 6 октомври Постојаната сопруга, сатиричен театар Алеко Константинов Софија. И на 9 октомври традиционално фестивалот го затвора нашата нова представа која подготвуваме од Кумановски театар Разбуди се Тина, и на 10 октомври е доделување на наградите и повторно ќе се одигра представата Разбуди се Тина. Билетите за представите ќе бидат пуштени во сабота на 20 септември сега. Работното време на билетара ќе биде од 10 часот до 20 часот навечер. Секој кој сака ќе може да дојде на билетара да купи билети, исто така и во понеделник и вторник. Се надеваме дека и оваа година ќе имаме успешен фестивал, како и секоја година посетен фестивал. Сега би сакал да дадам збор на нашиот лауреат, кој заедно со советот на фестивалот едногласно морам да кажам одлучивме таа да биде лауреат оваа година, актерката Весна Петрушевска, пример на богата кариера, голема кариера. Навистина ние сме пресречни што таа ја доби наградата на нашиот голем Васил Илевски. Благодарам, Весна, што сте тука со нас. Благодарам и вам, Сашо. На советот на Куманово ми представува огромно задоволство и чест, и ова не е флоскула. Се најажив и сега кога зборуваше Саше, затоа што јас сум ја отправ една од најтешките форми во мојата кариера, а тоа е црната комедија, и да играм, и да магистрирам на истата режија. Црната комедија ќе ја гледате, тој Бог на колежот веќе на 26 на која што сум особено горда како представа. Но кога станува збор за лауреат, јас и оваа година и наредни 4 ќе бидам во комисијата кај председателката за одликување, и таму исто се борам, како што верувам се бори и овој совет тука, да ги даруваме луѓето и да им дадеме значение додека се живи. Да не ги пропуштаме работите кои што се многу важни, и луѓето и нивните дела. Јас искрено кога ми се јавија просто вриснав, затоа што ми беше се некако јас сум научена да давам, а многу ретко ми се случува мене некој да ми даде. И така некако и целиот живот го поминав. Ова е еден од најголемите фестивали на Балканот, и тој има меѓународен карактер и има и надпреварувачки карактер, што е многу важно. Јас на овој фестивал сум гостувала неколку пати, вклучително и со министерка која што сега ќе го отвори фестивалот само од друг театар. Да, ништо не е случајно и тоа е супер, и јас многу се радувам. Ете, не сум ја гледала, ќе ја гледам, така на 24 треба јас да дојдам. Така да сум многу баш убаво што ете една господја министерка од Велешкиот театар, Зорица Панчич, ги рачинам, ќе ги гледам и ќе се радувам на тоа што направиле. Кај нас многу ретко имате чествување на работите кои што се случуваат, а и кога ќе се случат, секогаш имате, знаете, оние флоскули, чекај сега некој заради ова добил и заради она добил. Се радувам кога моите колеги ќе ги исправат работите и кога наградата ќе дојде во вистинските раце.
особено кога ќе дадете лауреат за животно дело на жена во оваа држава и тоа многу, многу е важно, верувајте. Затоа што на жените им е 10 пати потешко да бидат на сцена, затоа што имаме неколку улоги, освен тоа што треба да бидеме одлични актерки, мора да бидеме одлични колешки, мора да бидеме добри мајки, мора да бидеме присутни во секоја општествена норматива, така да јас многу се радувам, баш кај што сум јас по баба и по дедо Кумановка, на тоа потекло многу се радувам и многу се фалам, затоа што Куманово мене барем ми е слабост и тоа често знам и да го повторам. Се случува овој фестивал во време на избори, кога Куманово ќе го добие, верувам, во наредните 3 години својот театар. Конечно. И тоа е навистина голема работа, затоа што ако некој знае за комедија и кога ќе спомнете лик кој што е во областа на македонската комедиографија и лик за играње, тогаш е Ленче Бегалче. А тоа е жесток лик, тоа не е така наивен лик. И затоа и многу важен и овој фестивал, за да се потсетиме кои сме, што сме и зошто сме тука. Јас многу се радувам и да чекам да дојдам на 24-ти, а веќе на 26-ти утрото сум тука рано заедно со сценографија и со цела екипа. Бог на колежот е една многу масивна представа. Јас ќе искористам ова пиар да ви кажам на вас, новинарите, никако да не ја пропуштите, затоа што кога ќе влезете од аспект на сценографија и сет, е една од најсценско визуелните добри представи. Ќе видите. А да не зборувам за актерите, се врвни кои што се, тоа е навистина голема представа која што ќе ви се случи. Ќе видите дека ќе ви бараат карта повеќе. Фантастична представа, црна комедија. И за крај, само би ви кажала, јас приватно во мојот живот и во најцрните моменти наоѓам простор да се пошегувам со себе. Велам, добро е што ќе ми ја дадете на 24-ти, очи на 7 имам закажана операција. Така што го фаќаме возот на време. И така да, јас сум многу хепи и ќе ми остане веројатно едно од најубавите денови кои ќе се видиме на 24-ти, ќе се видиме на 26-ти. И многу се радувам и посакувам уште оваа година 28-ми, да даде Господ здравие, сила, да се видиме на 30 и да прославиме 30-та годишнина, затоа што тоа е исклучително тешко во Македонија да одржите еден фестивал. Тоа знам како е, и од продуцентски аспект, и од режисерски, и од глумачки. И многу е важно и да се одржи и дај Боже да си доживеете уште плюс 30 години на овој фестивал, а ние да сме живи и здрави. Ве сакам премногу и се ви благодарам што дојдовте и што ете така. И само ќе ве замолам, еве од моје име, баш има убав репертоар овој фестивал и баш би требало да го проследите медиумски. На било кој начин и што повеќе. Ова е една од ретко убавите работи што ни се случува во државата и убавите работи треба да се негуваат. Министерство за култура даде 800.000 денари, општина Куманово даде 400.000 денари. Морам веднаш да кажам дека тоа се премалку пари за организирање на фестивал, премалку пари за 11 театарски представи. Меѓутоа, ние секоја година се бориме да кажеме дека ни се потребни уште пари, секогаш не прашуваат зошто пари. Луѓето кои се од таа дејност, од култура и од фестивалска дејност, разбираат дека за вакви фестивали се потребни најмалку 2-2,5 милиони денари, за да се може се да се изреализира. За да имате за сите и доручек, и ручек, и вечер, за да не бараме сместување спонзори. Меѓутоа, еве, постојано се врти таа сума околу 1.100.000 денари, меѓутоа и покрај тоа успеваме со тие финансиски средства секогаш да реализираме квалитетна програма, да имаме 10 до 11 театарски представи. Инаку апелирам, еве, од идната година и државата, и општината
да го стават на приоритет. И да се спремите за 30 да се годишнина. подготвиме, Да. како И јас се ќе тоа. лобирам, јас се заложувам дека ќе лобирам исто за повеќе пари и кај премиерот и кај министерот за култура. Сериозно. И на вистина ќе лобирам и Заслужуваме. Команово е наш град. Има 7-8 илјади луѓе поминуваат за тие Јас се сеќавам, секогаш кога сум доаѓала Полни во Команово, сали, значи. полни сали. Не можеш да поминеш, па деца, па публика, па сите ние насмеани луѓе сме на Команово. Затоа викам заслужуваме. Добри да луѓе, имаме. ние не мислиме лошо, само на мужа да го тепамо на спање и толку. Целиот буџет се дава на јавен повик со апликации, со давање на проекти и проектни задачи. Ние потнавме по 3 години со овој концепт, со градоначалникот. Може да видите од 200.000 денари, 250, 300, сега 400, следната година има 30 Милион. години. Ќе се надеваме дека буџетот ќе ни биде поголем, бидејќи имаме и сега многу повеќе поддршка од централната власт. Се надеваме дека заедно со заеднички сили овој фестивал за 30 години, верувајте ми дека ќе бидне еден од најдобрите. И златну столицу сакам. Позлатено, да не е златено. Така да, доколку следната година пак има јавен повик, се надевам дека ќе има. Домот за култура пак ќе аплицира со проекти како секогаш што аплицира и се надеваме дека комисијата пак има доволно средства за да има за сите организации кои поднесуваат. Предходната година, вчера зборевме со министерот за култура и му објаснивме дека општина Куманово има 124 проекти во областта на културата, што го нема тоа министерството. Така да наша интенција е да ги поттикнеме младите и локалните артисти. Кога ќе кажам локални артисти, зборам за Македонија. Ниту еден концерт, ниту една манифестација во општина Куманово немаме артисти надвор од нашите простори. Зошто е тоа така? Зошто ако ние не си ги цениме нашите и доколку нашите веќе имаме некои разговори со нашите збратимени градови, Нови Сад, Ѓелина, Ниш, Чукарица, доколку тие не ги преземат нашите актери, нашите музичари, да гостуваат во нивниот град и да бидат платени од нивниот град, во тој контекст ние ќе направиме контраефект, така да ние ќе ги повикнеме нивните. Доколку не ги ценат нашите и ние самите не ги цениме нашите македонци, никогаш нема да бидеме на некое повисоко ниво и тоа треба да има само со целава држава, не само градоначалникот и општина Куманово, туку сите ние заедно, заеднички сидли, треба да ги цениме сите наши актери без разлика на нивната етничка пристапност, вероисповест, било што. Културата нема граници, но првенството ова се граѓански пари на општина Куманово, што треба да идат во раце на нашите сограѓани. Тоа е интенцијата на градоначалникот, на нашиот сектор, на нашите граѓани и тоа така го прецепцираме и го работиме. Многу сум среќна што Денови на комедија 28 години се случува во Куманово и од како се знам за себе, го памтам овој фестивал и овој фестивал е радост за секој кумановец, радост за секој тинејџер и за секое дете, што за мене сметам дека е многу важно, бидејќи основните работи се учат во театарот и затоа не би сакала ниту да згасне, ниту да изгуби од својот квалитет и многу ми е драго што имаме ваква можност ние, помладите, да сме вклучени активно во создавањето и задржувањето на традицијата на овој фестивал. Многу ми е драго што Весна оваа година е наш лауреат. И дека кога беше студент игравме. Да, игравме две представи, две, Сината птица и Вечната куќа. И Вечната куќа. Да, две представи и сметам дека и се надевам дека ќе продолжиме само да раснеме вака нагоре и како театар и како ансамбл и како фестивал.